Дирекцијата за заштита и спасување ги продолжува интензивните контроли на терен. Досега се изречени 50 глоби за констатирани неправилности на објекти од различни видови. 30 заработили клуч на врата. Едно лице било приведено поради фалсификување на документи. Заменик директорот Салиу вели на дирекцијата и не достига и кадар за поефикасно функционирање. Во тема на денот со него разговара Александра Велинова. Пожари, поплави, а земјава не е имуна ниту на земјотреси. Има ли капацитет Дирекцијата за заштита и спасување да се справи со овие непогоди? Разговараме со заменик директорот Кашмир Салиу. Дали можеме да сметаме на 24 часовна заштита од страна на оваа институција? Има ли доволно опрема, стручен кадар и дали се во функција авионите? Во однос на спремноста на стручниот кадар за пожарите, тоа ќе биде и актуелно за месец-два во држава. Се надеваме дека нема Македонија да ја помине како што беше изминатата година. Меѓутоа, Дирекцијата за заштита и спасување има вкупно 13 тимови за справување со пожари на отворен простор, кој што секој тим брои од 10 до 30 луѓе во зависност од помошта која што е побарана од страна на Дирекцијата за заштита и спасување. Ер-тракторите се во Дирекцијата за заштита и спасување се раководат, така да првиот ер-трактор е испратен на целокупно сервисирање пред нова година, уште во декември, каде што е утврдено некои дополнителни состојби кои што треба да се направат. При крајна фаза е вториот ер-трактор веќе пред 2 дена одмина таму на сервисирање и третиот ер-трактор ќе полета кога ќе се врати првиот, што значи до крајот на јуни ние ќе имаме комплетно сервисирани ер-трактори за да може да се справат со евентуалните пожари. Имаме 7 џипови амароци со пумпи за гасење на пожар, напртњачи, метли за гасење на пожар, така да очекуваме крајот на јуни целосно да се комплетираме и со ер-тракторите и да бидеме спремни за новата сезона за пожарите. Колку се делува превентивно? Конкретно мислам на поплавите. Кои се причините и може ли да се спречи пред да се лечи? Така, значи во делот на поплавите генерално, значи за чистење на речните корита се задолжени општините и АД водостопанство. Значи, што значи? Дека оние општини кои што имаат склучено договори со АД водостопанство, е водостопанство надлежно во тие подречја да ги чистат коритата на реките. Оние кои што немаат склучено договор, самите општини во соработка, односно си имаат своји приватни фирми, си склучуваат договори и си ги чистат коритата. Така да апелирам до сите надлежни институции да си ги превземат надлежностите за чистење на коритата, за превентивно да делуваме да не ни се случат било какви поплави, материјални штети и не дај Боже човечки жртви. Дирекцијата за заштита и спасување има испратено задолженија до подрачните оделенија на Дирекцијата за заштита и спасување да направат состаноци, работни состаноци со единиците на локална самоуправа, со подружниците на АД водостопанство за да ги утврдат критичните точки и единиците на локална самоуправа да направат увид на нивните материјално-технички средства и опрема со што располагаат и како евентуално превентивно да делување на тие критични точки. Ние, како ново раководство на Дирекцијата за заштита и спасување, уште во октомври направивме координативна средба со директорот на УХМР, со директорот на АД водостопанство и другите релевантни субјекти кои што придонесуваат за превентивно делување на терен. Во тек се засилени инспекциски контроли, дали се безбедни стамбените објекти? За колективното домување, поточно за згради народски кажано, самите станари имаат стамбени управители или заедница на станари, поточно куќни совети. Дирекцијата, односно секторот за инспектори при Дирекцијата за заштита и спасување во изминатиот период делуваше по пријава или по некоја представка од страна на станарите. Надвор од акцијата што беше превземена со МВР и со останатите субјекти. Така да, она што е детектирано, има големи пропусти и слабости од страна на стамбените управители во делот на извршените контроли од страна на инспекторите на Дирекцијата за заштита и спасување, бидејќи ние како инспекцијски надзор можеме да извршиме на стамбени управители и заедница на станари, односно куќни совети. Така да апелирам до оние згради кои што немаат одредено стамбен управител да си одредат како ние како и дирекција, односно сектор за инспектори би имале можност да им извршиме
контрола од она што е утврдено и тоа тие пријави што пристигаат кај нас, значи катастрофална е состојбата на стамбените објекти. Наредниот период кој што следи ќе извршиме поактивни контроли во стамбените објекти и се надеваме на подобрување на состојбата. Како што знаете, од самата несреќа во Кочани навака, уште утрешниот ден ние стапивме во контакти во координација со Министерството за внатрешни работи, со Државниот пазарен инспекторат и другите инспекторати во државата, каде што беше заклучено врз основа на заклучокот на влада да имаме искоординирана акција на терен. Од страна на Дирекцијата за заштита и спасување до овој момент извршени се 136 контроли, од кои 51 имаме изречени санкции или глоби, 10 забрана за работа и вчера во Гостивар имаме едно приведено лице за фалсификување на документи. Ова покажува така наречена робусна борба кон на инспекторите, кон оние кои што се обидуваат на некој начин да го изиграат било кој закон, односно законот за заштита и спасување во нашата држава. Трагедијата во Кочани треба да ни биде поука како треба да се бориме против криминалот, против оние кои што се обидуваат да го изиграат законот, односно законот за заштита и спасување. Сите органи на државната управа се од страна на инспекторите посетени, уште пред да се случи трагедијата и за време на акцијата детектирани се одредени пропусти во државните органи кои што не се од толку големи размери за среќа, кои што од страна на инспекторите детектирани се тие забелешки и периодот што следи паралелно работат за анулирање на истите. Кој е вашиот апел како до граѓаните, така и до институциите? Апелирам до сите угостителски објекти, до сите кабареа, до сите ноќни клубови, до сите оние кои што на некој начин го сочинуваат системот за заштита и спасување, да бидат предпазливи, да си ги исполнуваат мерките, да бидат во согласно со законските прописи, со законот за заштита и спасување, бидејќи органите на државната управа и ние како институции нема да имаме милост кон ваквото однесување. Сакаме граѓаните на Република Македонија да се чувствуваат безбедни во нејзините граници. Во однос на поплавите, апелирам до општините, до АД Водостопанство, до градот Скопје, навремено да си ги исчистат коритата, за да не доведеме до одредена излевање на реките и не дај Боже да имаме било какви жртви. Ова се долгорочните планови кои што ние треба да ги донесеме како Дирекција за заштита и спасување со останатите релевантни субјекти и цело време ќе вршиме контрола и ќе апелираме се додека не биде како што треба состојбата со речните корита, со инспекцијскиот надзор кој што се врши паралелно и како сектор за инспекција нема тука да застанеме. Значи, покрај акцијата што е превземена координирано со МВР и со останатите субјекти, ние и покрај кога ќе се заврши таа акција, континуирано ќе работиме и со покачување на капацитетите во однос на кадарот на секторот за инспектори, се со цел граѓаните да бидат безбедни во рамките на границите на државата.